Почитувани, и денес е убав ден за слушање проповед. Која е смислата на животот или каква е смислата на нашиот живот? Како можем да имам цел во животот и како да се реализирам себе си, за да добијам задоволство од мојот живот? Ќе имам ли потенцијал да постигнам нешто кое што ќе биде трајно и вредно? Многу луѓе постојано мислат каква е смислата на животот. Години подоцна тие погледнуваат наназад и се чудат зошто односите со некои луѓе им се влошиле и зошто се чувствуваат толку празно и покрај тоа што го постигнале тоа што го имале како цел. Некој спортист, кога бил на врвот на својата слава и кариера, го запрашале што би сакал некој да му кажеше уште во почетокот на неговата кариера. Знаете ли што одговорил тој? Би сакал некој да ми кажеше тогаш дека кога ќе стигнам на врвот на мојата кариера, ќе открием дека таму нема ништо. Многу цели ја покажуваат својата бесмисленост, дури по многу години, откако си се трудел да ги постигнеш. Во нашево хуманистичко општество луѓето имаат најразлични цели. И при тоа си мислат дека ќе најдат смисла во нив. Некои од работите кон кои се стремат се успех во работата, да имаш богатство, добри односи со луѓето, хедонизам од секаков вид, односно уживање, забави, да прават добро на другите и слично. Луѓето велат дека дури откако ќе ги постигнеш сите овие нешта, богатство, добри односи и задоволство, во нив продолжува да се вгнездува голема празнина, чувство за празнина, што ништо не може да го исполни. Например, авторот на библиската книга Проповедник, или Еклесијаст, или Мудри Соломонови мудрости, дава израз на ова чувство, кога вели суета над суетите, се е суета. Факт е дека тој имал големо богатство, мудрост, многу поголема мудрост од било кој. Во неговото време тој имал стотици жени, дворци, градини, за кои сите во царството може би се фаќале за глава, па му завидувале, најдобрата храна и вино, како и секакви видови забава. Во еден момент Соломон вели дека постигнал се она што му го посакувало срцето. Но и покрај тоа, на крајот тој вака се изразил: живот живеен како ништо друго да нема, освен тоа што го гледаат нашите очи и тоа што го чувствуваме со нашите чувства, нема смисла. Зошто постои таква празнина? Зошто Бог не создал за нешто кое е надвор од тоа, кое можеме да го проживееме тука и сега? Соломон вели: и тој ја ставил вечноста во срцето на човекот. Во срцето ние разбираме дека животот тука и сега не е се. Во Битие, првата книга во Библијата, откриваме дека Бог го создал човекот по својот лик. Тоа значи дека ние сме многу повеќе слични на Бог, отколку нешто друго, било каква форма на живот. Исто така откриваме дека пред човекот да сгреши и пред да дојде проклетството на земјата, тука важеле следниве вистини. Бог го создаде човекот како социјално-општествено суштество. Бог му даде работа на човекот. Бог контактираше со човекот, со Адам. Бог му даде на човекот да ја владее земјата. Што значат сите овие нешта? Верувам дека Бог имал за цел да ги постави секој едно од нив во нас и да го исполнува нашето чувство за задоволство. Но, кога човекот сгреши и после тоа дојде проклетството на земјата, се создаде една непријатна атмосфера за сите тие работи, особено за постојаното комуницирање меѓу Бог и човекот. Во Откровение, последната книга во Библијата, на крајот на работите се опишани за последните времења.
Бог не открива дека ќе ги уништи сегашната земја и небо и дека ќе не воведе во вечноста, создавајќи нова земја и ново небо. Тогаш тој ќе ги обнови наполно разрушените односи со откупеното човештво. Некои од луѓето ќе бидат осудени, наши пријатели и тоа најблиски, и ќе бидат прогласени за недостојни и ќе бидат фрлени во огненото езеро, според исказот во Откровение 20 глава. По таков еден начин, проклетството на гревот ќе престане и нема да има повеќе грев, нема да има тага, болести, смрт и болки. Верните ќе наследат се, Бог ќе биде со нив и тие ќе станат негови синови. И така, ќе се затвори тој круг, зашто Бог не создаде, за да има односи со нас, с човекот, согреши и ги наруши тие односи. Бог ги обновува тие односи во вечноста, која ќе ја помине со оние што ги мисли за достојни, за тоа односно што го примиле Исус. Да го живееш животот, постигнувајќи апсолутно се, но сепак да умреш далеко од Бог за цела вечност, би било полошо дури од тоа да водиш живот кој нема никаква смисла. Но Бог најде пат, не само кон вечното блаженство, но дава смисла на животот тука на земјата, како и задоволство од него. И така, како можеме да дојдеме до вечното блаженство? Обновување на смислата на животот преку Исус Христос и само преку Исус Христос, зашто тој самиот рече: јас сум патот, вистината и животот. Како што спомнавме, вистинската смисла како сега, така и во вечноста, може да се открие единствено во обнова на соодносот со Бог, кои беа влошени после човечкото паѓање во гревот. Денес тие односи може да бидат обновени само преку неговиот син Исус Христос. Библијата вели дека нема друго име дадено под небото преку кое можеме да се спасиме. Човекот добива вечен живот тогаш кога ќе се покае за своите гревови. Кога не сака веќе да живее во грев, но сака Христос да го промени и да го направи нов човек и започне да се надева на Исус Христос како свој спасител. Вистинската смисла на животот не се состои само во едноставно да прифаќање на Исус Христос за свој спасител. Вистинската смисла на животот можеш да ја најдеш кога ќе започнеш да го следиш како негов ученик, кога ќе започнеш да учиш се повеќе и повеќе работи за него, кога ќе го читаш постојано неговиот збор, Библијата, кога ќе комуницираш со него преку молитва и кога ќе му се подчиниш целосно, така што ќе ги исполнуваш неговите заповеди, а неговите заповеди не се тешки. Што значи, не е само да кажеш јас верувам во Исус, јас го прифаќам Исус, туку како што ги нагласив работите. Ако се уште не си поверувал или ако брзо си поверувал, најверојатно си викаш: ова не ми звучи интересно. Но продолжи. Исус ги рече следниве изјави: дојдете кај мене сите кои се трудите и сте обременети, и јас ќе ви дадам одмор. Земете го мојот јарем на себе и научете се од мене, зашто јас сум кроток и понизен по срце, и ќе најдете одмор на своите души, зашто мојот јарем е пријатен и моето бреме е лесно. Тоа е запишено во Матеј 11 глава последните стихови. Потоа Исус вели: јас дојдов за да имаат живот и да го имаат изобилно. Ако некој сака да врви по мене, тој вели, нека се одрече од себе си, нека го дигне својот крст и нека ме следи, зашто кој сака да ја спаси својата душа, ќе ја изгуби, но кој ќе ја изгуби својата душа заради мене, ќе ја најде. Сета твоја радост нека биде во Господ, тој ќе ги исполни желбите на твоето срце. Тоа што го кажуваат сите овие стихови и дека ни е даден избор, можеме да продолжиме сами да го управуваме нашиот живот. Резултатот ќе биде еден празен и безсмислен живот. Или можеме да избереме да го бараме Бог и неговата волја за нашиот живот со целото срце. Резултатот ќе биде еден исполнет и осмислен живот.
Желбите на нашите срца ќе бидат исполнити и ние ќе добиеме радост од животот што го живееме. Тоа е така, зашто нашиот Создател не сака и ни го посакува најдоброто. За да си среќен и исполнет со смисла на животот, треба да се спасиш од овој свет, од овој наречен лукав свет. Затоа Бог ни нуди спасение, вечно спасение, вечно осмислување на животот. Спасението опфаќа три аспекти, или со други зборови, тоа е тринитарно, минато, сегашно и идно. Што значи тоа да го објасниме? Минато. Оние што му припаѓаат на Христос се спасени грешници. Тие се родени во грев и како такви заслужуваат смрт. Но Христос во свое време умре и стана проклетство за такви уште додека не биле родени на овој свет. Еве што вели Библијата во Галатјаните 3 глава. Христос не откупи од проклетството на законот, откако стана проклетство за нас, зашто е напишено: проклет да е секој што виси на дрво. Но Бог ја покажа својата љубов кон нас со тоа што Христос умре за нас додека уште бевме грешници. Потоа вели: кој не спаси и не повика со свет повик, не според нашите дела, туку по собствена одлука и благодат, што ни е дадена во Исус Христос пред вечните времења. Овие се цитати од Галатјаните 3 глава 13 стих, Римјаните 5 глава 8 стих и 2 Тимотеј 1 глава 9 стих, што значи Бог во минатото го направи нашето спасение достапно за сите нас. Сегашно. Што значи тоа сегашно спасение? Верните се спасени од силата на гревот и Божиот гнев и живеат во согласност со Божјата волја. Нивниот поглед е усмерен кон оној кој ги откупи и оправда преку неговата крв. Павле вели: сега, откако сме оправдани во неговата крв, многу повеќе ќе се спасиме од гневот Божи преку него. Но сега, кон крајот на вековите, тој се јави еднаш, за да го отстрани гревот со својата жртва. Тоа е запишано во Евреите 7 глава 26 стих. Верникот преку силата на Светиот Дух, додека е се уште во оваа тело сега го гради своето спасение во страф и трепет. Тоа градење на своето спасение е потврда на неговото спасение, а не во смисла сам да го гради за да се спаси. И затоа Павле вели: затоа возлюбени мои, како што секогаш бевте послушни, не само кога сум при вас, туку уште повеќе сега кога не сум при вас, градете го своето спасение со страф и трепет. Филипјаните 2 глава 12 стих. Што значи? Минато, Бог умре во минатото пред 2000 години Исус Христос за нашите гревови. Ова спасение, кога си го слушнал, ти си поверувал и сега си се спасил, преку вера во Исус Христос. А идно, што значи тоа идно спасение? Господовите деца ќе бидат спасени и целосно слободени од овој распадлив свет. Тоа ќе се случи кога Исус Христос повторно ќе дојде во голема сила и слава. До оној ден верните се во очекување, зашто Павле вели: а нашето граѓанство или жителство е на небесата, од каде што го очекуваме Спасителот Господ Исус Христос, кој ќе го преобрази нашето унизено тело, да се сообрази со неговото славно тело, според дејството на неговата сила, со која може да покори се под себе. Филипјаните 3 глава 20 и 21 стих. Апостол Петар со слични зборови вели дека спасението се чува за нас, за непоменливо наследство и неизвалкано, кое не венее и е зачувано во небесата за вас, кој Божјата сила ве чува преку верата за спасение подготвено да се открие во последно време. Прво Петрово послание, 1 глава. Спасението што ни го даде Бог е се поблиску до целта. Зашто сега спасението е поблизу отколку кога поверувавме. Му благодариме на Господ за неговиот план на спасение во минатото, сегашноста и иднината. Како може да се знае со сигурност дека некој е спасен, наново роден од Бог?
Во прво Јованово послание се наоѓаат 7 стихови кои јасно зборуваат за наново раѓањето и како може со сигурност да знаеме дека некој е роден од Бог или наново роден. Прво, наново родениот човек, тој што е спасен, човек или жена, имаат праведен живот. Еве што вели Јован. Секој што врши правда е роден од него или од Бог. Прво Јованово послание, 2 глава, 29 стих. Второ, наново родените не го практикуваат и не го сакаат гревот. Јован вели понатаму, секој што е роден од Бог не прави грев. Прво Јованово писмо, 3 глава, 9 стих. Трето, наново родените спасени Божји деца имаат во себе нова природа преку Светиот Дух, што станале храм на Светиот Дух. И тој не може да греши намерно, бидејќи од Бог роден. Прво Јованово послание, 3 глава, 9 стих. Четврто, наново родените Божји деца и спасени имаат љубов помеѓу себе. Јован вели, секој што љуби е роден од Бог. Прво Јованово послание, 4 глава, 7 стих. Петто, наново родените Божји деца спасени имаат вера дека Христос е Божји син. Секој што верува дека Исус е Христос или Божји помазаник од Бог е роден. Прво Јованово послание, 5 глава, 1 стих. Шесто, наново родените Божји деца спасени го победија светот. Секој што е роден од Бог го победува светот. Зошто? Затоа што во нив живее Светиот Дух и тие се очистени и имаат опростени гревови. Прво Јованово послание, 5 глава, 4 стих. И седмо, наново родените Божји деца спасени се чуваат од лукавиот држејќи се цврсто за Исус. Еве што вели Јован. Знаеме дека ниеден кој е роден од Бог не греши, туку родениот од Бог се пази себе си и лукавиот не се допира до него. Овие 7 точки се препознатливи знаци за наново родени верници спасени, кои се спасени од Исус Христос преку неговата крв, преку вера. Некои ги мразат Божите деца, затоа што се изразуваат на ваков начин, со сигурност. Но кога Библијата зборува дека тоа е услов за влез во Божјото царство, ние не можеме да не го проповедаме и да не се изразуваме со зборот наново родени Божји спасени деца. Бог да ве благослови, почитувани. Амин.